како да ја подобриме концентрацијата кај децата и логичкото размислување, колку шахот може да биде инспиративен и да ги поттикне креативните процеси. Навиките кои се создаваат уште од најмала возраст во однос на примањето и селектирањето на информациите се многу важни за понатамошните животни процеси. Критичкото размислување опфаќа различни сложени вештини поврзани со повисоко ниво на размислување. Тоа е самостојно размислување кое создава нови и иновативни идеи и ги решава проблемите. Искуствата кои ги добиваме при процесите од учењето и носењето ефективни одлуки, најдобро кога во прашање раната возраст е да бидат стекнати низ игра, прилагодени за соодветната категорија ученици. Конкретно во случајов постои НТЦ програма која од 2008 година се спроведува во Република Србија. Таа потоа започнува да се имплементира и низ 17 европски држави, меѓу кои од неодамна и Македонија. Истата нуди интересен и несекојдневен концепт на совладување на вештини со цел внатрешна мотивација на детето. Таа се спроведува во 3 фази, кои го поттикнуваат сензомоторниот и конгитивниот развој на децата. Играта, како што споменавме, е главен мотивирачки фактор кај детето и всушност основата на ова учење. Во пресрет на новите училишни случувања оваа година, на моја особена чест и задоволство, денеска во прв план разговараме со Сонја Стефкова, лиценциран НТЦ едукатор и основач на НТЦ центарот во Скопје. НТЦ кратеницата е кратенка од Никола Тесла центар, по кој е познат и познатиот едукатор Ранко Рајовиќ, а неговата програма токму овде во Скопје не ја нуди Сонја, која е денешна моја гостинка. Добар ден. Добар ден. На почетокот од новите школски за некого маки, за некого возбудувања, морам да ве прашам едно прашање кое сите си го поставуваме. Дали актуелниот образовен систем продуцира среќни и задоволни деца, бидејќи голем дел од младата популација е на модерни начини на образование и стекнување на знаење, односно се нешто треба да им го окупира вниманието преку графика, 3D анимација, а овој актуелен школски систем кој почна со смарт таблита, ама не знам дали секаде е имплементиран, нуди се уште учење од црно-бела книга, малку за нив подосадна материја. И хормонот на среќа можеби не се лачи толку на часовите колку по часовите. Затоа и оттаму прашањето колку актуелниот школски или образовен систем училишен нуди или произведува, продуцира среќни деца. Да, вака, ние знаеме дека сите сме сведоци кога дечињата тргнуваат на школа во прво одделение, тие тргнуваат со една радост, со возбуда, па учителката, па другарчињата, што ги чека, како ги чека, и во тој период, чекај нив, малку се понекогаш нели исплашени од тоа новата средина што, али веќе имаат радост, возбуда, го сакаат школото, сакаат да одат разговараат после школа, учителката, другарчињата што се случило, како, така да го има тој момент кај нив на возбуда, на радост, на ендорфини, се што треба да има, нели. И со тек на време, факт е дека школскиот систем тоа кај децата го угасува. Значи за неколку години, 2, 3, 4, 5, 6 најмногу, веќе кај дечињата тој момент се губи, што е резултат нели на системот кој што го создаваат возрастните. Децата се деца, тие како тргнале би требало така и да бидат, нели, да бидат среќни, да бидат љубопитни, весели, да имат ентузијазам за, нели, во природата на детето е да биде среќно кога е успешно, кога нешто прави, мислам, од најмала возраст, кога детето почнува да, кога ќе се исправи на нозе да може да оди, тоа е среќно. Или почнува да вози точак, например, че тогаш ке децата така успеав, можам, јас нешто правам, научив нешто ново, и таа љубопитност е тоа што треба да се задржи во целиот живот, уствари, не само во првите 3 години. Али ете, школскиот систем некако со тие методи кои што се поставуваат кај децата во училиштата се намалува и скоро и го нема тој џагор, смеа, ентузијазмот, како да се почнува да се гушат децата во училиштето и неминовно е дека нешто треба да се променува тука за да ние го вратиме
ја вратиме смејата, го вратиме ентузијазмот кај децата за учење, желбата за учење. НТЦ центарот посветува многу внимание на учење низ игра. Тоа е на некој начин основата која што ја применува и самиот Ранко Рајовиќ. Играта всушност е еквал на движење. Движење од најмала возраст за развој на мозокот. Малку повеќе за вашата програма и возрастните категории кои ги опфаќат. Да, вака имаме ние, јас така на семинарите често знам да кажам една изрека од Алберт Ајнштајн, се колку е негова не знаем, али сега веќе се подпишуваат сите некаде. Вика, умот е како падобран, најдобро функционира кога е отворен. Така да и кај децата, кога тие се отворени, кога се љубопитни, кога немаат страф од грешка, кога немаат срам од околината или од авторитетот, од кој да е, тоаш тие си функционираат најотворено и нивниот мозок најмногу може тогаш да абсорбира и најдобро да функционира. И токму поради тоа програмата НТЦ центарот, Никола Тесла центар програмата, чишто автор е доктор Ранко Рајовиќ, за наша среќа еве скоро една година ја спроведуваме на тука нели во Македонија во Скопје, се темели точно на тоа, нели децата да бидат со отворен ум, да учат низ игра и на тој начин најмногу се развиваат нели мозочните синапси, логичките поврзувања, односно ке децата низ игра да се создава логичко размислување, критичко размислување или тоа што ние на возрастните нели ни треба, свесно живење, че свесно да функционираме во се што правиме, дали кога се движиме по улица, дали кога учиме нешто, мислам на денеска на пример. Да бидеме присутни. Да, затоа што образовниот систем кај нас конкретно е ист од после војната. А времето е многу променето. Сега, ако тогаш требало од некоја книга нешто да се стигне до некои информации, до некои знаења, и тоа било многу ценето и добро и важно да се случува. Но сега, секој од нас има пристап до сите можни информации. Значи, било што прв пат го слушаме ние, сакаме да не знам, да најдеме во Аргентина колку има деца на возраст од 13 години. Можеме тоа на интернет да го најдеме за неколку секунди. Ама кога сме кај таквите, да кажам, статистички податоци, сега се наметнува и прашањето колку од знаењето кое им се сервира или од материјата која се сервира на децата во училиштата, потоа станува како функционално знаење. Тоа ни е целта на нашата програма, значи децата, тоа што го спомнав пред малку, свесното живење, логичкото размислување, односно да можат да создаваат филтри околу информациите кои што ги примаат, логичко поврзување, односно да имаат примена на информациите и секогаш да имаат тука едно критичко размислување. Не сите информации се добри, не во моментов се што доаѓа до нас е добро, но треба да знаеме да размислуваме. Мислам сега што ми падна еве како еден пример со дечињата од 4 години во градинка што ја работевме, еден дел од работилниците беше околу сообраќајните знаци. И сега, кога тоа им се кажува нив дека ние сега го учиме сообраќајниот јазик. Тоа за нив е непознат поим. Што значи тоа? Али сообраќајниот јазик е универзален во цел свет. И тие сообраќајни знаци се универзални во цел свет. И ние уствари го учиме како да ги читаме тие сообраќајни знаци. И сега кога децата се движат во сообраќај било каде, значи тоа веќе преминува во свесно движење, свесно функционирање. И за неколку часа, како ги работевме, се разбира низ игра тие работилници, па тука беа вклучени формите да ги научиме, па боите, па знаците, па што, каде, како значи, нели сето тоа. И после тоа децата кога се движат веќе, родителите за неколку часа кажуваат, леле, одиме по улица и реагира. Триаголник, застани, поминуваат деца, не знам, знак за точак, значи нешто што им е нив блиско, пешачки премен, семафор,
али веќе почнуваат да ги читат. И сега тука се развива нивната љубопитност. После тоа среќаваат знаци кои што не сме ги спомнале, чекај што значува, зошто е тука ставено, па зошто вамо. И на тој начин се развива, нели, тоа што треба да се развива кај децата. И да се надогради подоцна со информација. Да, и да знаат како треба да функционираат, нели, во тој систем. Не да ги следат правилата на исклучоци, непочитување на знаци, непочитување на правила, да, нели, голем дел од луѓето и немаат сообраќајна култура. Нас ни е целта, нели, од мали нозе да се постават тие основи, сега го спомнав ова со сообраќајот, мислам, тоа е во сите сфери од живот. Тоа е само еден пример, така е. Сонја, вие сте наставник по математика, веќе лиценциран едукатор и НТЦ предавач, меѓутоа математиката ви е она основна и прва љубов, која можеби ве навела понатака да се насочите кон ова што сега го работите. Меѓутоа, како мајка на училишни деца, претпоставувам дека сте се соочили во работниот процес со низа проблеми, па некогаш и одбивност кон децата, на децата, кон математиката. Колку таа е значајна за моментот на логичко размислување и зошто поголем дел од децата имаат на некој начин аверзија кон математиката? Дали можеби од малино се поинаку поставени нештата или поддршката која треба да имаат и од дома изостанува во доволен процент кој треба да биде? Да, тука неколку работи ги спомнавме. Да, јас сум професор по математика и мајка на училишни деца и тука морам да кажам дека ова цела програма, прво, нели, НТЦ, јас прво ја проучував лично за мене, нели, за моите деца и за работата која што ја работам и ја применував, нели, најпрво на моите деца дома од раѓање. И резултатите се неминовни. Значи, кога тоа се применува секојдневно, резултатите се секако тука. Ке морам тука само да ве прекинам на кратко. Велите ја применував од раѓање до извесен период. Значи дека нема ништо инстант. Тоа е процес кој се надоградува. НТЦ програмата е процес кој рековте опфаќа мала возрастна категорија и резултатите ги гледаме после одреден период. Не е она како што сме навикнале на паметните телефони и се што гледаме можеби да биде инстант во неколку секунди, во неколку денови решено. Тоа е процес кој трае. Се учи, се надоградува, така? Да. Се што е квалитетно е процес кој што трае. Не можеме ние да имаме инстант решение за било кој животен процес. Дали е тоа за математика, дали е НТЦ програмата е стил на живот. И тоа веќе преминува во градење на една личност, во градење на системот на вредности, во градење на начин на размислување, во пристапот спрема се друго, така да инстант решение може да имаме, не знам, Нескафе, ако сакаме на брзина да направиме, па нели инстант. Али се друго кое што треба да биде квалитетно и да биде трајно, не може да биде инстант. Мислам, дури ни апче нема кој што инстант едно, кој што ги решава сите проблеми. Така да, денешните генерации, за жал, навлечени кои што се на тие уреди, добиваат често инстант решение или тој момент на... Но тоа се виртуелни инстант решенија, применливи колку се реално. Да, или тој момент на анду, нели, неколку животи, па и да погрешам, добро, немам врска, имам следна шанса, па ако не, после 5 минути добивам уште 5 животи, така да, тука настануваат проблемите. А се што дава трајни вредности, мора да биде процес. НТЦ е стил на функционирање, односно, нели, развојот на едно дете е комплексна ситуација. Нема татко ми тоа знаеше да го спомни, нема упатство за родител. Родителството е процес кој што започнува и не завршува. И кога веќе ги нема нашите родители, зборовите нивни, делата нивни остануваат кај нас. Така да тоа е еден многу комплексен процес и треба тука да се посвети, мислам, целокупно внимание. И родител, и наставник, и дете, тој триаголник е многу важен и целото обкружување. Од потесно, пошироко семејство, околина, улица, другарување, така да родителот, кога станува родител, цел живот е родител.
Што се однесува до НТЦ центарот, повторно ќе се вратам на Никола Тесла центарот едукативните работилници. Вие веќе планирате нешто во септември во однос на вашата програма. Ќе биде адекватно и сега да го најавиме на почетокот од месецот кој значи почеток на новата школска година. Да, секако. Ние имавме претходната школска година работилници кои што ги одржувавме во континуитет со дечиња од 3 години до 10 години во градинки и во училишта. И тој циклус заврши во јуни со завршувањето на школската година. Сега имавме летен распуст период во кој што и ние едукаторите и децата бевме на заслужен одмор и од септември, од средината на септември започнуваме со новиот циклус на работилници кои што се започнуваат од септември и траат до јуни. Ние имаме повторно во градинки, во училишта, каде што ќе дечињата се пријавуваат, секое дете си е во своја возрастна група, се работи со секоја група си има соодветна програма, работни тетрадки и тоа се работилници каде што дечињата учат низ игра. Играта е нешто што треба на децата да им го доближи знаењето во случајов, односно да им создаде траен начин на размислување како понатака до функционално знаење. Играта е нешто кое што децата го сакаат секогаш и секаде и ние преку игра можеме најдобро да им ги доближиме на децата. Кога на децата им е интересно нешто, тие тогаш најубаво го учат. Ако нешто не им е интересно, е тешко, не само децата, и ние возрастните сите. Така да целиот концепт се сведува на учење низ игра, али во тоа учење имаме постојана фина моторика, груба моторика, физички активности, логичко размислување, асоцијации, серијации. Опфатено е се што треба за соодветната возраст на дечиња. Ова е добар мотив за сите оние кои сакаат на овој начин да го продлабочат знаењето на своите деца и воедно да им помогнат да функционираат на малку поинаков начин од она што го нуди класичното стандардно образование. Сонја, ова е финишот полека на нашиот разговор. Ви благодарам. Остана уште неколку прашања, ма се надам во некоја следна прилика, можеби по првата или втората работилница или некој нов семинар. Секако може, имаме исто и договори сега некој за во есен да имаме семинар, уште не имаме детаји договорено кога, што, како, а секако сите родители некои што сакаат дечињата да се вклучат на нашата веб страна НТЦ учење, имаме апликација каде што може да се пријават, исто имаме на Facebook, на Instagram, оставено линкови. Мислам сите кои што сакат малку треба и да побрзат, затоа што имаме веќе преку 200 деца пријавени. Па претпоставувам програмата на доктор Ранко Рајовиќ е премногу популарна и интересот претпоставувам дека е голем. Иако само како што кажавте една година функционира центарот. Една година, а има голема заинтересираност. Значи сега работиме во овој период едукација на едукатори, затоа што и тоа е процес, не може веднаш некој да започне со работа, значи има период во кој што треба, но исто така е многу интересно што имаме и доста заинтересирани едукатори. Значи тоа мене ме воодушеви што има едукатори кои што ми веќе праќаат информации дали може да бидам дел од НТЦ програмата, сакам да работам со деца, тоа ме интересира и тоа е нешто кое што дава надеж. Дава надеж дека ќе имаме позитивни промени во општеството кои потоа ќе се рефлектираат и на најмладите. Ви благодарам уште еднаш за одвоеното време. Ви благодарам и вас, ми беше чест што бев гостин во вашите емисии. Решавањето проблеми е ментален процес кој вклучува способност да се анализира и да се изнајде решение кое најдобро всушност и го решава проблемот. Тоа го опишува процесот во кој постои цел која е попречена поради некоја причина, недостаток на ресурси, недостаток на информации и така натаму. Оно што се презема за да се постигне поставената цел представува всушност и решавање на проблеми. Постојат рутински и нерутински проблеми. Рутинските проблеми може да се решат со користење на одредени методи, познати на учениците преку пресликување на претходно научени методи според принципот чекор по чекор, додека
Нерутинските проблеми се проблеми за кои не постои предвидлив, испробан пристап или патека кои се експлицитно наложени од задачата, инструкции за задачата или обработен пример. Секому му е потребна вештина за решавање проблеми во секојдневниот живот. Таа опфаќа група на вештини кои покрај конгитивните вклучуваат и социјални и други вештини кои ни помагаат да ги дефинираме причините за проблемот и да пронајдеме ефикасни решенија. Применуваме критичко и креативно размислување за да ги решиме проблемите. Но знаеме дека децата најдобро учат низ игра. Постои една така наречена игра која спаѓа и во рамките на спортот, која може да помогне за развивање на логичкото размислување кај децата. Станува збор за шахот. Во вториот дел од денешната емисија исто така атрактивен и интересен соговорник. Како кажам, Орце Данчевски, и на тоа придодадам уште неколку зборови, како на пример наставник или професор по шах, интернационален мајстор и FIDE тренер, а најважното можеби ќе биде и кандидат за најдобар наставник по шах во организација на FIDE, таа кандидатура поднесена. Мислам дека доволно ќе го привлечам вашето внимание за денеска да не следите со особен интерес. Орце, добар ден. Добар ден. Мислам дека во оваа најава сите овие титули добро ги распоредив. Одлично. Што се однесува до шахот, ќе зборувам и за него денеска, меѓутоа во оној втор дел од разговорот. А зошто? Затоа што пред се ме интересира, шахот се доживува како една бавна игра, можеби неатрактивна за младите генерации, вие ќе ме демантирате, бара многу концентрација, а моето прво прашање е колку можеме да влијаеме и како да ја подобриме концентрацијата кај младите денеска, бидејќи очигледно сите наставници ќе потврдат со почетокот на школската година дека таа е максимално опадната. Благодарам за прекрасната најава и благодарам за вашата покана што можам денеска да се обидеме да објасниме пред се придобивките од играњето на играта шах и да ги одговориме сите овие прашања што сега вие ми ги поставивте на еден убав шаховски начин, смирен, сконцентриран и на кој начин шахот ќе подобрува сите овие работи што вие сега ги рековте. Ќе почнам со тоа што веќе 11 години со мала моја најава кој сум што сум. Како апсолутно. Да. А веќе 11 години работам како наставник по шах од прво до пето одделение во приватното основно училиште Јахја Кемал, каде што шахот е воведен како изборен предмет од прво до пето одделение. Сега вака, предходно придобивките од изучувањето на шахот ги добивавме од разните студии што беа вршени во поразвиените земји во светот, како што се Русија, Соединетите Американски држави, Канада, Европската унија, каде што на голем број студии шахот е поставен како база за развој на когнитивните особини кај секој дете. Сега би ја спомнала една многу позната студија, студијата од Канада, 1990-тите години некаде, каде што на 4000 деца е направено следново испитување. 4000 деца изучуваат математика, само математика од септември до јуни, а 4000 деца еден час математика е заменет со час по шах. Во месец јуни се направени класични тестирања од математика, од математичкото знаење. 35 до 37% подобри резултати покажуваат децата кои што во своето образование паралелно со математиката го изучувале и шахот. Се постави прашањето зошто тоа е така, зошто вместо еден час повеќе математика, логично да се очекува и подобри резултати по математика. Токму вистината се крие во способноста на шахот и таа толку позната конекција помеѓу шахот и математиката, дека шахот ја развива логиката кај секој дете, ја развива концентрацијата, ја развива комбинаториката и низа други математички вештини кои што шахот ги содржи во својата база, во својата основа. Значи, кога играме шах, ние го користиме целиот мозок. Значи, уште една многу важна работа сега ќе надопунам, па потоа ќе одговорам на вашите прашања. Кога играме шах, се користат двете хемисфери, и левата и десната хемисфера. Додека во реалниот живот не е така. Математичарите, физичарите, луѓето кои што се склони покон природни науки, инженери, ја користат левата хемисфера. Уметниците, глумците, музичарите, повеќе користат десната хемисфера. Кога играме шах, се користат двете хемисфери паралелно. Светските шаховски имиња, врвните шахисти, за да дојдеме до тоа ниво,
ја користат паралел, односно еднакво двете своји хемисфери. Значи мора да користат и креативноста, но мора да користат и аналитиката, и комбинаториката, и пресметката на варијанти. Значи мора тие две работи да се на максимално ниво, за да вие да бидете успешни, да бидете Магнус Карлсен. Ме разбирате што сакам да кажам. Да, јасно. Сега интересно ово што го слушам, затоа што ние сите доживуваме дека шахот е поврзан само со логичкото размислување, математика, физика и понатаму, а вие ни откривте една друга страна каде што и уметничките и креативни процеси исто така се врзани. Една од најразвиените шаховски земји е Русија. Значи таа е лулка на шахот, односно во минатото сите светски прваци потекнува од тоа тло, затоа што шахот го издигна на едно високо ниво во својот образовен систем, во својот систем на едукација кај сите деца, и во големата руска литература шахот е дефиниран игра во форма уметност во форма на игра. Значи шахот ја развива креативноста кај секое дете. Затоа не е чудно што голем број на лекари, голем број на уметници, на ликовни уметници, музичари играат шах и се успешни во таа област. Значи, да, логиката е едниот дел, тоа е пресметката, конкретната пресметка на варијанти, тактиката, но во шахот постои стратегија, смислување на длабоки стратегии, која фигура на која поле да дојде, преку кој пат таму да стигне, тоа е креативност, односно таа десна хемисфера и го дава тој најдобар. И сега една партија шах знае да трае поприлично долго, кога во прашање се новите генерации, за некого можеби и измачувачки. Кажете ми, како ги заинтересирате и како влијаете на тоа едно дете, од да речеме школска возраст, не одиме ни премногу мали деца, од прво до пето оделение да го седнете, да му објасните, да се заинтересира и час до час и половина да бине покрај шаховската табла. Сега ќе се вратиме на вториот дел, се враќаме во Македонија, ви кажав состојбите и резултатите од на глобално ниво, така е. Пред 11 години во Јахја Кемал почнавме со пилот проект шах во училиштето Јахја Кемал. Почнавме прво како дополнителна активност, воншколска активност, после часови. Дечињата кои што имаат афинитет кон шахот доаѓаат во посебна просторија, наречен шаховски клуб, каде што имаме шаховски табли, шаховски часовници, смарт табли, сите потребни реквизити кои што се потребни за играње шах. Што приметивме? Интересното беше кога дечињата ќе научат нешто ново, например како се движи ловецот, како се движи топот. Кога доаѓаа во училиште, поставивме шаховски табли во ходникот. Веднаш доаѓа дечињата од шаховскиот клуб и кај нив се собираа останатите дечиња и дечињата станаа учители, почнуваат да учат. Вака се движи ловецот, други дечиња слушаат и почнуваат помеѓу себе да си ги разменуваат своите знаења, своето играње, и таа интеракција беше прекрасна. Сек мене како шахиста и како наставник, кога видов тоа беше многу важно и веднаш предложив на управата да го воведеме шахот како предмет, како редовен предмет. Најдов на разбирање и од 2015 година со новата зграда во Тафталиче шахот влегува како изборен предмет од прво до трето. Сега што се случува од прво до трето во новото училиште со смарт табли, опремено со целата таа технологија што е потребна, направивме вистински бум во самото училиште. Часот по шах стана најомилен час на сите деца, затоа што отскокнуваше од таа редовна шаховска настава, каде што имаме наставник кој што сега деца седат мирно, мора да го слушаат, он објаснува, него шахот се претвори во една динамика. Наместо да биде тишина, шахот стана експлозија. Сега ќе ви објаснам накратко како ова е многу интересно. Пред 10 години на гости кај нас во Македонија, во нашиот шаховски клуб, дојде Александра Костенјук, бивша светска првакиња од Русија. Има направено едно CD, Александра Тичиш Чес. Тоа е апликација, односно изучување на шахот во форма на игра, на видеоигри. Се инсталира на смарт таблата и, например, за топот. Лекцијата трае 3 до 4 минути, објаснува како се движи топот, карактеристиките на топот, каде стои, на кој начин се движи. Но сето тоа е визуелно примамливо за таа возраст, така е, да. Убава анимација, диносаурусчиња, значи прилагодена, така е. Прилагодена на таа возраст, и потоа почнуваат видеоигри. И сега имаме видеоигри, топот треба да собере
бомбончиња, но го брка диносаурус. И се он треба да почека, треба да тргне, исто како во шахот. По кој пат да отиде до колачето, дали по диагонала, дали по ред, односно не ред или по линија. И беше интерактивна. Секое дете доаѓаше на табла, си играше својата игра минута време, доаѓа друго дете, така сите деца се вртеа и кај децата се створи еуфорија. Вау, но интересно, имаше движење во текот на самата игра и интересно беше после секоја лекција имаше 30 секунди до минута денсинг. Значи знаете, завршува успешно лекцијата, награда, журка. Сите деца стануваат. Сега интересно беше, јас го правам часот и по едно време поминува директорот и кај мене урлање, тишина во школата, кај нас и потоа кога ќе заврши тие една минута, бројам до 3. 1, 2, 3. Сите деца седнуваат на место, штама, мува не прилете. И он ќе дојде, тишина. Ќе си замине, крајот ни не повтора, вау, галама, секој дете рипа, скока и по едно време, кога ќе дојде времето за лекцијата од 3-4 минути, станува штама. Значи тогаш концентрацијата беше на потребното ниво. Токму тоа е и поентата што сакам преку оваа емисија да споделам со сите мои колеги, наставници во образованието, да направиме атмосфера на часот децата да учат преку игра. Значи, концентрацијата која што можат децата и сите наставници знаат е од 5 до 10 минути е максималната концентрација на едно дете. Часот трае 40 минути. Значи имаме 10 минути концентрација, 30 минути изначување. Тие 30 минути секој наставник мора да најде начин и форма да воведе некој вид на игра кој што ќе го објаснува односно предметот, лекцијата што се учи. Резултатите се феноменални. Тоа што го направивме во Јахја Кемал, сите деца зашакаа да играат шах. Шахот стана најбаран час и нормално наставникот беше најсакан наставник, зашто го тоа го прави во училиштето. Сега, придобивките од тоа во Јахја Кемал се гледат на две нива. Првото ниво е придобивките кај секој дете. Развој на когнитивни способности, како што рековме, концентрација, логички начин на размислување, критичко размислување, донесување одлука под притисок на време, креативност, имагинација, не можам да ви Сето тоа е нешто што е многу важно да се развие по натамошните животни процеси, кога ќе заврши образованието. Вие веќе на некој начин ги подготвувате децата за она што следува, што се нарекува живот. Потигнете од овој успех што го направивме во Јахја Кемал, 2022 година понесовме иницијатива во Бирото за развој при Министерството за образование да се воведе шахот како изборен предмет во сите училишта. Ги гледате плодовите сега. На наше големо задоволство добивме позитивен одговор и веднаш почнавме со имплементација на проектот. Шаховската федерација организира семинари за обука на наставници. Над 1000 наставници ги поминаа тие обуки и почнавме 2023 година малку посериозно и се надеваме дека оваа година бројка ќе расте многу повеќе. Во овој момент 50 на училишта во Република Македонија го имплементираат шахот како изборен предмет и резултатите ги гледаме за 1-2 години се пута 3. Се рефлектираше ли тој на клубовите? Се активирали малку повеќе? Секој град... Бидејќи претпоставам не е доволно само во училишта. Тоа е поентата, значи талентите се кријат во училиштата, а детето кога ќе засека играта бара надградба, тоа го бара во клубовите. Во сите градови во Македонија се активира клубовите. За прв пат во Шаховска федерација имаме 32 клуба од цела Македонија, во секој град постои шаховски клуб, а со тоа и шаховска школа. Значи доколку продолжи шахот во училиштата, наскоро ќе жнееме медали. Така вели логиката. Логичкото размислување е дел од шахот, но што е со компетитивноста? Сепак тоа е еден вид на спорт. Како децата го прифаќаат тој дел? Мислам дека тука нема класичен победник и поразен. Како се носат со тој сегмент? Има, тој е најтешкиот дел во шахот. Кога ќе пуштете детенце да се надпреварува со друго детенце и детето изгуби партија, тоа е исто кога ќе пуштите детенце во бокс меч. Кога две деца се боксираат и кога едниот ќе победи, кај детето ќе приметите мудринката наоколу, така ли ќе приметите физичката повреда. Во шахот има психолошка повреда. Поразот е многу тежок, особено да децата да го преработат во себе и да го сватат поразот. А поразот повлекува откажување од шахот. Ако ние пуштиме деца на мала возраст неподготвени да се надпреваруваат, секој пораз го значи, јас не сум за шах, јас изгубив, тоа е првата реакција.
Не размислувам доволно добро, Добро, не не сум ме добар. бива за ова, Не- не сум добар. Не сум добар и детето се повлекува чахот и создаваме трауми кај тоа дете. Во таа цел, јас напишав книга, ајде да играме шах. Тоа е мојата прва шаховска книга, базирана на моето искуство со работа токму со деца и како поентата на се тоа е како поразот да се претвори во лекција. Како да го подготвиме детето на најдобар начин на таа мала возраст да ја наметнеме компетитивноста и поразот, вместо да биде нешто трагично, нешто тешко што се случило, да биде како лекција, да извлечеме поука од поразот и да го се подобриме во следната партија. Тука ни помагаат многу така наречените шаховски мини игри. Сега, ако има време, малку би објаснил во кратки црти што се однесува. Во самата книга има околу 15 мини игри, каде што тоа не се игра со сите фигурчиња, тоа се зема дел од фигурчињата. И сите тие мини игри се сврзани со детските светски приказни. Например, имаме Снежана и 8 џужиња, дама против 8 пиунчиња, сега наместо 7 стана 8, тоа е некоја асоциација со приказната. И имаме приказните се напишани во стих, значи имаме и поезија, имаме дете да си прочита, да почнува да научи да чита, бидејќи книгата е намената за деца од 4 до 10 годишна возраст. Сега што е поентата? Поентата е на пример волкот и трите прасиња. Волкот е ловецот, трите прасиња се пиунчињата. И сега едното детенце има ловец, другото детенце 3 пиунчиња, и сега седнуваат на табла и почнуваат да играат. Ако ловецот ги земе пиунчињата, пред едното пиунче да излезе во кралица, победува волкот, а ако излезе пиунчето, победува пиунчето. И така нон-стоп си ги менуваат улогите. Еднаш е ловец, еднаш е волк, еднаш е трите прасиња, и кај дечињата поразот не е толку страшно, тоа е игра, мини игра, и многу полесно се преплодува таа психолошка бариера наречена пораз, и имаме така 15 игри кои ќе ги одиграме сите тие 15 игри, добиваме едно стабилно дете со добра психофизичка состојба и спремно за да се воведат останатите фигурчиња и комплексноста на шахот, кој што еве сега кога се вратив од европското првенство, особено до 8 до 10 годинки, од салата, каде што имаме специјална сала, забран пристап за возрастни и така натаму, кои излегуваат двете дечиња, едното се радува, другото плаче. Јас со задоволство ве слушам и не сум премногу активна со прашањата, бидејќи навистина обсежно се опфативте. За крај, бидејќи времето не ни дозволува премногу, инаку можеме уште една цела емисија да зборуваме на оваа тема. Зборевме за придобивките кои ги имаме од шахот воопшто и потоа во животот. Зборевме за она аналитичко размислување, донесување на одлуки под притисок. Вака, само ова ќе го кажам. Родителите, ова се дел ќе го посветиме на родителите. Ако успеете на вашето дете да му зголемите работната концентрација 2-3 часа, тоа дете што и да работи во животот ќе успее. Докато тоа дете стане работоспособно и со максимална концентрација се посвети на некоја работа, и наместо и шахот не учи на памет, не учи со логички начин на измислување, последица, причина, последица. Ако одиграм добар потез, ќе победам партијата, ако одиграм лош потез, ќе изгубам партијата. Ако го научиме сите тоа детето, било која област да ја одбере во својот живот, сигурно ќе биде успешно во тоа што ќе го работи. Тоа е првата придобивка. Втората придобивка е токму ова сега што го зборував, да се претвори поразот во победа. Поразот предизвикува повлекување, победата напред. Кога детето поразот ќе освати како лекција, тоа оди напред. Тоа е исто така едно од поважните придобивки. Така е. Тоа е многу важно за спортистите. Значи, спортистите тоа многу добро го имаат совладано и тие учат преку поразот. Секој пораз е важна лекција. Втората, креативноста. Во голем број фирми, сега ќе спомнам, и јас сум учествувал во некои тие, се прават тим билдинзи со шахот. Значи се собира менаџерскиот тим, се собираат вработените, особено програмери такви, и организираме шаховски натпревари помеѓу нив, шаховска едукација. На тој начин се зголемува врската помеѓу самите блискоста помеѓу самите колеги, брейнсторминг, значи размена на идеи, на информации, размена на потези. Шахот се користи и во таа насока.
се може да зборуваме уште многу. Со оглед на тоа, да, реков, ние имаме премногу теми, меѓутоа во исчекување на кандидатурата дали ќе биде одобрена за најдобар професор и наставник по шах од страна на ФИДЕ, можеби еве тоа ќе биде еден мотив плюс повторно да се сретнеме и да поразговараме. Тоа за мене не е важно. Воопшто не представува некоја... Ама нам ни представува задоволство дека и гостинот во оваа емисија и всушност и човек од нашата земја успеал да ги достигне тие височини. Јас сакам само да кажам на моите колеги наставници дека моето училиште Јахја Кемал е избрано, односно доделена златна награда во имплементација на шахот во училиштата во целиот свет. Во конкуренција на 32 училишта, значи со Кина, Индија, со останатите земји, Јахја Кемал доби златна награда за имплементација на шахот во образованието, односно тоа ќе да го работам таму. Тоа ми е сосема доволно. Тоа сакам да кажам, повеќе од ова и не знам што да очекувате. Секако, шахот не бара премногу инвестиции, ова нека биде и добра порака. Сите оние да си ги искористат се уште топлите денови, таблата под мишка што се вели, негде на отворено, дишете чист воздух, искористете го убавото време и развиете го и креативно мозокот и во сите оние други насоки во кои споменавме што ни носи шаховската игра. Заборавме уште нешто многу важно да спомнеме, сега дофилно на крај. Шахот да го искористиме како алатка да ги одвлечеме децата од преголемата употреба на мобилни телефони, видеоигри, мобилни зависности, екран зависности. Шахот е одлична алатка за меѓусебна интеракција, за меѓусебно дружење. Кога ќе дојдете на шаховски турнир, кога ќе видите која е таа врска што се создава помеѓу тие дечиња, прво имате здрава конкуренција, позитивна конкуренција, а потоа имате играње на сите оние детски игри кои што ние играме во нашата младост, брканици, фудбал, било што заеднички растрчани по хотелите, по игралиштата. Тоа е вистинската педагогска част. Освен да биде интеракција за меѓусебно генерацијско дружење, нека биде и спој на генерациите, бидејќи може да ни мотивираат и нам да се дружиме на еден поинаков начин од оној останатиот и нас да ни излечат од удобните фотели, работните позиции и еден начин како повеќе да поминеме квалитетно време со своите деца како семејство играјќи сите заедно шах. Постојат опен турнири каде што учествуваат од 8 до 88 деца. Се повеќе, тоа е една убава, баш како што рековте, спој на генерациите. Имаме кај нас надпревар, Опен Скопје, каде што имаме мајстори, шаховски мајстори од 60 до 80 години, се направуваат со дечињата што доаѓаат од шаховските школи и тоа се вистински шаховски борби, каде што во поголем број победници децата. Ова интересен податок, да. Орцо ви благодарам уште еднаш за одвоеното време, посакувам многу успех и се надевам дека ќе жнееме наскоро медали, а еве јавен повик што повеќе училишта да се вклучат во имплементацијата на овој проект, бидејќи неминовни се, самото ваше истражување покажува дека придобивките се огромни. Благодарам и на вас на поканата, навистина уживав во вашето студио, се надам дека повторно ќе се видиме. Благодарам уште еднаш. Останете во прв план, денеска не носиме шах табла, но гора наведнаш по овој разговор ќе ве разбрда со интересни вежби. Добар ден, денеска ќе правиме вежби за горниот дел на телото. Бидите со нас.
Ви благодарам што бевте активни и денес со нас. Останете во добра форма. Се враќате од работа и размислувате и кроите план што вкусно, а брзо да подготвите денеска. Еве уште една идеја. Застанете во најблискиот маркет, одберете сецкан кашкавал, сушено месо по ваш вкус, кисела или свежа крставица, една мала павлака, ќе ви треба дополнително уште една лажица мајонез, ги го имате во оние мали кесички пакувања, и иста таква форма на сенф, бидејќи половина супена лажица ќе ни треба за премазот кој го правиме за денешната подготовка на тортили. Тоа е последната состојка која ви е потребна за подготовка на денешниот ваш вкусен ручек. Одиме со ред, нема ништо компликувано, само ги редиме работите и на крајот ја завиткуваме тортилјата во фише кој можете удобно во вашата фотелја додека читате книга или гледате нешто на вашиот ТВ екран, може би емисијата во прв план, да го вкусите вашиот денешен ручек. Ете толку едноставно и брзо, а колку ќе биде вкусно се надевам ќе ми кажете вие доколку се обидете да го направите ова во некоја ваша следна прилика. Она што ни останува за крај е да ја сервираме тортилјата или што би се рекло да ја наредиме. Сушено месо по избор, во нашиот случај имаме свински врат. Кашкавал по избор, во нашиот случај ајдамер. Во средината 1 до 2 супени лажици од сосот што го приготвивме и за шмек, за оние кои сакаат луто, сецкано, ситно или тенко, луто пиперче. Сега оваа варијанта може да се подгрее за да се стопи кашкавалот и да се спојат овие вкусови. Затоа и ги затвораме краевите на тортилјата за да не истече кашкавалот доколку истата ја загрееме. Доколку не, во ваква форма е подготвена да се конзумира веднаш. И ете, едноставно, брзо и вкусно. Овдека е голема екипа, јас ќе продолжам со процесот на подготвување на тортили. Мислам дека ќе ми треба дури и 2 пакувања. Вие количината ја прилагодувате според потребите во вашето семејство. Меѓутоа, колку ова се вкусно заедно, мислам дека и ако сте едночлено семејство, дека нема да поминете само со една тортилја.